Го следите дневникот на К1 во 20 часот. Добро вечер. И во ова издание со најновите случувања од регионот Македонија и светот. Останете со нас, започнуваме веднаш по кратката најава. Воспоставен фонд на Македонија 2025 во Колумбус. Собрани 1 милион денари за стипендирање на македонските студенти. Економски бенефит за над 335.000 граѓани, зголемени пензии и поголема социјална парична помош. Во Велес се одржа третото поред отворено првенство на Македонија во кајак слалом, годинава за прв пат од меѓународен карактер. На гала вечер во Колумбус, Охајо, беа собрани 1 милион денари за Фондот за образование како дел од програмата Македонија 2025. Средствата ќе служат за финансирање на македонските студенти, кои со помош на оваа програма ќе продолжат да студираат на универзитети во САД и Канада. Премиерот Никола Груевски ја поздрави мисијата на фондот, која се совпаѓа со владините активности за инвестиции во образованието. Формиран фонд за образование и поддршка на млади таленти како дел од едукативните програми на Македонија 2025. Владина делегација предводена од премиерот Груевски присуствуваше на гала вечер во сојузната држава Охајо, која беше организирана со цел собирање средства за воспоставување на овој фонд. Истиот ќе служи за финансирање на студенти од Република Македонија, кои со помош на оваа програма ќе продолжат да студираат на универзитети во САД и Канада. Премиерот Груевски даде позитивна оценка и поддршка на идејата и функцијата на фондот, создадени од идејните креатори Џон Битов сениор и Мајк Зафировски. Денешниот настан кој има за цел да создаде фонд за образование преку кој ќе им се помага на најдобрите македонски млади таленти својата едукација да ја продолжат на престижните универзитети во САД, уште еднаш ја повторува заложбата на организацијата Македонија 2025 за унапредување на образованието и знаењето на младите од Македонија, што е од суштинско значење за градење просперитет на нација и држава. Силно ја поздравуваме и поддржуваме оваа иницијатива која се совпаѓа со активностите на владата на Македонија за унапредување на образованието, предприемништвото и иновативноста како врвен приоритет. Во име на мисијата на фондот беа собрани 1 милион долари. Членовите на управата изразија задоволство од одржаниот настан. Имавме добар настан, собравме 1 милион долари. Имавме посетеност од над 450 лица. Сите средства што ги собравме ќе одат за образование. Ова ќе ни овозможи најдобрите и најпаметните млади луѓе од Македонија да бидат на најбогатите универзитети во САД и Канада. Беше голема чест да ги имаме председателот Буш и премиерот Груевски на овој настан. Главното достигнување на овој фонд е да финансира стипендии и програми за младите македонци да може да реализираат повисоки образовни цели, да се подготват добро и да се вратат во Македонија и да бидат успешни, да создаваат силна и напредна држава. Освен членовите на управата на проектот, на гала вечерта присуствуваше и 43-тиот претседател на Соединетите Американски држави Џорџ Буш. Економски бенефит за над 335.000 граѓани, зголемена септемвриската пензија, а од следната година предвидено е зголемување на социјалната парична помош за 5%. Ова се одлуките донесени на последната владина седница, на која беа усвоени измените во Законот за пензиско и инвалидско осигурување и Законот за социјална заштита. Зголемената септемвриска пензија за 621 денар за секој пензионер во Република Македонија ќе биде исплатена на 5 октомври. Од следната година предвидено е за 5% да биде зголемена социјалната и постојаната парична помош. Ова беше одлучено на последната владина седница, каде беа усвоени измените во Законот за пензиско и инвалидско осигурување и на Законот за социјална заштита. Оваа година пензиите се зголемија за 5%, односно септемвриската пензија со исплатата во октомври ќе се зголеми за 5%, со што зголемувањето вкупно до сега од 2006-та, заклучно со октомври месец оваа година, на просечната пензија изнесува 70,3%, односно од 7.683 денари, колку што изнесувала во 2006-та,
во октомври ќе изнесува 13.085 денари. Социјалната и постојаната парична помош, нагласи Спасов, од јули годинава се зголемени за 10%. Од 2006 до 2015 година социјалната помош се зголеми за 61,8%, односно постојаната парична помош за 60,5%. Веќе се обезбедени средства и продолжуваме со понатамошно зголемување на социјалната и постојаната парична помош во јули 2016 година за дополнителни 5%. За зголемување на социјалната помош во буџетот за 2016 година обезбедени се 28.200.000 денари, додека пак за зголемување на постојаната парична помош обезбедени се 8.700.000 денари. Вице-премиерот Зоран Ставрески на пресконференција соопшти дека буџетот е во добра кондиција, со што средствата се обезбедени и сите предвидени мерки и политики ќе се одвиваат според предвидената динамика. Зголемувањето на пензиите ќе продолжи и следната година, исто така со исплатата во октомври 2016 година ќе бидат исплатени по 650 денари зголемени пензии за сите пензионери во Република Македонија. Продолжуваме со грижата за најранливите категории на граѓани, како што се примателите на социјална и постојана парична помош. За нив оваа година исплативме зголемување од 10% на паричната помош што ја добиваат од буџетот и следната година во буџетот е предвидено уште 5% да биде зголемена социјалната и постојаната парична помош. Владините мерки носат бенефит за 300.000 пензионери и 35.000 корисници на социјална и постојана парична помош. Движењето на кредитниот пазар се поволни. Кредитирањето расте и кај населението и кај компаниите. Тоа придонесува кредитната активност и во иднина да се зголемува со солидно темпо. Покрај кредитирањето расте и штедењето кај населението и приватниот сектор. Расте кредитирањето кон населението и кон корпоративниот сектор. Годишната стапка на раст на кредитирањето според последните податоци изнесува 8,8%. Според Народната банка на Република Македонија, движењата на кредитниот пазар се поволни, а тоа придонесува кредитната активност и во иднина да расте со солидно темпо. Банкарите очекуваат засилување на кредитната активност до крајот на оваа година, која пак треба да се движи помеѓу 9 и 10%, пренесува лидер. Според податоците, потрошувачки стамбен или ненаменски кредит најчесто користат граѓаните, додека компаниите се почесто користат инвестициски кредит со кој ги унапредуваат своите бизниси. Банките имаат пари и се подготвени да ги пратат компаниите и да обезбедат доволно финансиски средства. Интерес за кредит има од прехрамбената индустрија, од земјоделството до преработувачката индустрија. Компаниите се поретко бараат кредити за обратни средства. Во контекст на ова, фирмите се повеќе се насочуваат кон инвестициски кредити со кои влегуваат во нови бизниси или го прошируваат постоечкиот. Како кредитирањето, така расте и штедењето на населението и на приватниот сектор. Според најновите податоци на Народната банка, заклучно со август, вкупното салдо на депозитната база изнесувало на 4.730.000 и во однос на јули е регистриран пораст. Во август има раст и кај денарското и кај штедењето во странска валута. За 8 месеци или од јануари до крајот на август, депозитната база е зголемена за 60 милиони евра. Нови биохемиски анализатори ќе добијат 54 јавни здравствени установи во земјава, меѓу кои општите болници во Велеси и Кавадарци. Постапката за јавна набавка е завршена. Со нив ќе се овозможи побрзо добивање на здравствената услуга, истакна министерот Тодоров. Од идниот месец 56 нови биохемиски анализатори ќе бидат испорачани во 54 јавни здравствени установи во земјава. Ова го најави министерот за здравство Никола Тодоров. Ќе бидат опфатени повеќе општи, специјални болници, клиники, здравствени домови, заводи и институти. Постапката за јавна набавка е завршена и со нив ќе се овозможи побрзо добивање здравствена услуга. Капацитетот на анализаторите изнесува 800 анализи на час комбинирано, односно 400 фотометриски тестови со 400 електролити. Просечното време на изработка на анализите е 8 минути, што е значително побрзо од постојните анализатори. Во ист момент он борд може да се стават 63 реагенси, а по потреба се изработуваат и до 80 примероци.
Анализаторот користи трајни кварцни реакцијски проточни кивети, кои се испираат со деонизирана вода, што значи дека на овој начин се намалуваат трошоците за потрошен материјал, она што досега се троши, тоа се така наречените реакцијски кивети. Покрај другите во земјава, анализатори ќе добијат и општите болници во Велес и Кавадарци. Меѓу здравствените домови од регионов во кои ќе бидат испорачани се Велешкиот и Кавадаречкиот, а исто така и во Свети Николе. Во општата болница Велес, постојниот биохемиски анализатор е стар речиси 10 години, врши 200 анализи на час, а со новиот анализатор кој врши 800 анализи на час, значително ќе се скрати времето на чекање за добивање резултати, потенцираше Тодоров. Фирмата која ги обезбедува апаратите, обезбедува и комплетна поддршка во делот на сервис, промена на делови и други технички аспекти, а ќе организира и обука за ракување со истите. Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев, воедно и председател на Асоциацијата на градови од Македонија со архитектонско наследство, по посетата на меѓународната конференција во Франција со идеја за формирање на балканска мрежа на градови. Богатото културно наследство со кое располага Република Македонија на некој начин представува поттик за можностите на формирање на така наречена балканска мрежа на градови со архитектонско наследство. Ова доаѓа по учеството на градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев, кој воедно е и председател на Асоциацијата на градови од Македонија со архитектонско наследство, на меѓународна конференција посветена на перспективите за вмрежување во заштитата на културното наследство во режија на Француската национална асоциација на градови со историја и уметност. Председателот Чадиев истакна дека целта е вмрежување на Балканот. Целта наша е единствена да направиме вмрежување на целиот Балкан. Продолжуваме ние понатаму со изложбите што ќе бидат представени, инвентаризацијата на старите градби, зачувувањето на старото наследство, културно наследство, следење и досредување на легислативата во тој сегмент. Ние го продолжуваме тоа со настап на Македонската асоциација која што ќе го има во Париз од 4 до 6 новембар. Асоциацијата на градови од Македонија со архитектонско наследство, во соработка со стручните екипи од оваа област, подпишаа и меморандум за соработка со архитектонскиот факултет во Скопје, каде студентите директно ќе бидат вклучени во промоцијата и во создавањето на балканската мрежа на културното наследство. Со 30 на студенти подпишавме меморандум за соработка кои што ќе прават целокупна инвентаризација на поедино по градови во Република Македонија. Сите овие работи се со една единствена цел за чување на старото, што го имаме, прилагодување на денешните услови и секако оставање во наследство на иднината што доаѓа после нас. Македонската асоциација е една од првите асоциации кои своето културно-историско наследство го представи пред меѓународните институции. Конференцијата се одржа на 21 месецов во Гилање, Косово, каде градоначалникот Чадиев ги презентираше искуствата на Македонската национална асоциација во спроведувањето на активностите за заштитата на наследството, анимирањето на општините и реализацијата на меѓународни проекти во соработка со Француската национална асоциација. Грнчарското колце се уште врти во работилницата на Панче Недев. Тој е осмото колено од најстарата фамилија грнчари која продолжува традицијата на овој занает во Велес. Тој вели дека велешани сакаат да купуваат земјани тави, бардачиња и каленичиња, бидејќи со нив трпезата е поубава и повкусна. Традиционалните јадења се повкусни кога се подготвени во земјани тави. Водата е повкусна кога се пие од бардаче. Вака вели грнчарот Панче, кој е дел од најстарото грнчарско семејство во Велес. Грнчарското колце врти се уште во оваа грнчарска фамилија. Иако овој занает е во процес на изумирање, сепак велешани сакаат се уште да купуваат земјани тави, бардачиња и каленичиња, бидејќи со нив трпезата е поубава. Посебно купуваат кога се славите, почна малцот и се смени, нели, и системот слави, сите се чекаат. Купуваат за Велес на пазар и за други градови од Велес, странци идат и ми се интересни, кои да помину Велес, ако ги види нашите производи, им се интересни. Ако не купи, барем ќе застане тука, ќе се сликали за успомени за таква работа. За да се направи едно бардаче, грнчарот Панче вели се потребни неколку часа.
Сите бардачиња се уникатни бидејќи се со различна големина и димензија. Такво исто бардаче повтор пат не може да се направи. Доека стасено бардаче е голема процес. И треба према глина да се копа, да се меси, па да се стои, па да се прави, па се засуши, рачки да му се направи, па после да се декорира, да се црви, да се глазура да му се стави, па да се пече. Е голем процес. Па, например, во 2-3 дена може да се направи 20-30 бардачиња. Панче се надева дека во иднина занаетот ќе го пренесе на неговите синови, кои ќе ги следат стапките на нивниот татко и ќе ја продолжат традицијата на грнчарскиот занает. Во чест на градењето пријателски односи, премиерот Никола Груевски му го врачи орденот на Република Македонија на 43-тиот американски председател Џорџ Буш. Македонски камионџија притворен во Босна затоа што превезувал тројца бегалци од Авганистан, вести од Македонија. Премиерот Никола Груевски вчера на гала вечерта на организацијата Македонија 2025 му врачи орден на Џорџ Буш, 43-тиот председател на Соединетите американски држави. Премиерот Груевски истакна дека заради големиот придонес на поранешниот американски председател Буш во градењето на пријателските односи помеѓу Република Македонија и САД, тој го заслужува орденот на Република Македонија, кој го доделува председателот на Република Македонија. Во својот говор премиерот посочи дека во периодот кога Буш бил председател, Република Македонија и САД подпишаа декларација за стратегиско партнерство. Признавањето на Македонија под уставното име од страна на САД и личната поддршка кој тој ја даде во текот на самитот на НАТО во Букурешт во 2008 година ќе останат врежени во македонската колективна меморија, истакна премиерот Никола Груевски при врачувањето на орденот на Република Македонија на 43-тиот американски председател Џорџ Буш. Вчера официјално беше издадена 100.000-тата потврда на бегалец од Сирија, кој влегол во нашата држава, според неофицијалните информации и анализи. Во последните 3 месеци низ државата транзитирале над 300.000 бегалци и мигранти. Полициските службеници во прифатниот центар кај граничниот премин Богородица вчера издале потврди за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил на вкупно 1636 бегалци и мигранти, меѓу кои 383 биле деца. Од 19 јуни, кога беа усвоени измените на законот за азил, со кои мигрантите имаат рок од 72 часа да одлучат дали ќе транзитираат низ Македонија или ќе бараат азил, издадени им се потврди за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил на вкупно 100.238 странски државјани. Според државјанството, на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија, Авганистан и Ирак. Босанската полиција објави дека во областа Брчко бил запред македонски камион во кој полицијата нашла тројца бегалци од Авганистан. Според босанските медиуми, камионот бил запрен во саботата попладне. Возачот идентификуван како ИС, 48 годишен македонски државјанин, бил приведен и во тек е истражна постапка. Тројцата авганистанци биле хоспитализирани поради исцрпеност. Босна засега не е важна алка на балканскиот пат на бегалците, но по затварањето на Унгарија и тензиите на хрватско-српската граница се очекува дека е можно да се развие и босански крак на патот кој пренесува бегалци од Турција преку Балканот до земји од Шенген зоната. А од вестите од светот, генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун побара од Унгарија да ги почитува човековите права на бегалците. Каталонците гласаат на судбоносни регионални избори. Француските власти соопштија дека по прв пат извршиле воздушни напади врз позиции на Исламска држава во Сирија. Во соопштението на канцеларијата на францускиот председател се наведува дека во нападите се погодени цели идентификувани за време на извидувачките мисии, спроведени за време на последните 2 недели. Операцијата борба против терористичката закана на Исламска држава е извршена во координација со регионалните партнери, се наведува во кусото соопштение. Француски војни авиони досега вршеа воздушни напади врз позиции на Исламска држава во Ирак.
Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун побара Унгарија да ги почитува човековите права на бегалците. Во своето излагање тој додава дека ги разбира проблемите кои настанаа во земјите каде има прилив на илјадници мигранти, но ја истакнува важноста на почитување на човековите права. Според соопштението од Светската организација, Бан во Њујорк се сретна со председателот на Унгарија Јанош Адер на маргините на самитот на Обединетите нации за развој. Земјите членки на Европската Унија ја обвинуваат Унгарија дека на несоодветен начин го решава големиот прилив на бегалци кои доаѓаат од Србија и минуваат низ Унгарија на пат кон Западна Европа. Во Каталонија утре се одржуваат регионални парламентарни избори, кои практично се доживуваат како референдум за отцепување на овој богат регион на Шпанија, доколку повеќето избирачи својот глас го дадат за партиите кои се залагаат за независност. Според најновите анкети се очекува дека сепаратистичките партии ќе освојат мнозинство од вкупно 135 места во парламентот. Анкетите прогнозираат дека борците за независност би можеле да освојат тесно мнозинство, и во тој случај, како што најавија, Каталонија еднострано би прогласила независност во рок од 18 месеци. На партиите кои се залагаат за независност им се потребни 68 места во вкупно 135 члени од парламент, за да можат да продолжат да се борат за остварување на својата цел. Градскиот ракометен клуб Борец максимално искористи предноста на домашен терен во почетокот на сезоната и дојде до втората победа, овој пат над екипата на Прилеп. Денес се одржа третото поред отворено првенство на Македонија во кајак, годинава за прв пат од меѓународен карактер, домашен спорт. Денес се одржа третото отворено првенство на Македонија во кајак слалом на диви води, чиј организатор е кајак клубот Бабуна од Велес. Надпреварите во поединечна и тимска конкуренција беа одржани во водите на реката Вардар, а учество земаа околу 40 на надпреварувачи. Оваа година прв пат е меѓународен надпревар, имавме учество од 3 држави, Македонија, Србија и Црна Гора. Надпреварот помина одлично. Во К1 конкуренцијата победник беше представникот на кајак клубот Гусар од Ниш Душан Стојлкови, кој патеката е мина за време од 80 секунди и 76 стотинки. Конкуренцијата беше голема, тука беше Љубомир кој е ваш репрезентативец, исто како и Атанас, Борче и Игор, така да конкуренцијата беше многу добра. Во тимска конкуренција пак победи кајак клубот од Скопје и Линден 90, кој освоија вкупно 80 бодови. Зад нив се најдоа велешките клубови Бабуна и Вардар. Ми представува огромно задоволство што мојот клуб е прворангиран и се надам дека и следната година ќе го повторим истото. Организаторите со надеж дека ова првенство ќе прерасне во традиционално, со што поголем број на учесници од различни држави. Градскиот ракометен клуб Борец ја оствари и втората победа во новата сезона од ВИП Суперлигата. Тие на домашен терен во вториот меч ја совладаа екипата на Прилеп со резултат 25-20. Со тимска игра и одлична одбрана Борец водеше во текот на целиот надпревар со 2 до 3 гола разлика, за на крајот на мечот да ја постигнат и највисоката предност. Жребот ни беше малку наклонет. Сакаше да првите две утакмици играме на домашен терен, го искористиме максимално домашниот терен, освоивме 6 бода, што е полна капа во моментот за нас. За жал во последната минута се случи немил инцидент во кој два играчи заработија црвени картони, меѓу кои Раде Стојановиќ. Во тек на утакмицата има многу емоции, многу жар, има многу стартови и едноставно се случи играчите. Не видов некоја посебна причина да би добија црвени картони. Најзаслужен за победата на Борец беше голманот Александар Стојановски кој запише 15 интервенции, а неколку играчи постигнаа по 5 погодоци. Моите одбрани се сигурно заслуга и на добрата одиграна одбрана. Што игравме, значи очекувавме тежок надпревар. Значи одевме на победа и се случи тоа што го очекувавме. Следниот надпревар на Борец во Суперлигата ќе биде на гостински терен против екипата на Тинекс Пролет во Скопје наредниот викенд.
Пинг-понг клубот Патриот Галакси од Велес го одигра својот прв меч во втората лига на Македонија. Тие во надпреварот со пинг-понгарите од Струмица беа поразени со резултатот 3:5. Вториот клуб Борец Тим пак надпреварот од второто коло на барање на противникот го одиграа денес. Тие победија со резултатот 5:1. Следниот викенд екипата на Борец ќе биде слободна, додека Патриот Галакси својот меч од второто коло ќе го одиграат на гостински терен против тимот на Хепи од Кочани. Во спортската сала Гемиџи во Велес беше одиграно уште едно издание на меморијалниот кошаркарски турнир Тони Виларов 2015. Предводениот синот Петар, кој сега настапува во кошаркарскиот клуб Охрид и засега успешно ги следи стапките на неговиот татко, со играчите на Виларов одиграа ревијален надпревар против кошаркарскиот клуб од Кавадарци. Оваа година по 8 пат се одржува меморијалниот турнир Тони Виларов во чест на мојот родител. Се собраа две екипи од Кавадарци и од Велес, ветерани кои порано играле заедно. Велешката публика повторно беше сведок на овој надпревар, слично како и во времето кога Тони и неговите соиграчи победуваа со тимот на Жито Вардар. Денес беше одиграно комплетното 8 коло во првата македонска фудбалска лига. Во дербито на колото кое се одржа на градскиот стадион во Скопје, својот надпревар го одиграа Вардар и Работнички. Домакините славеа со 2:1 со голот на Горан Попов во третата минута од судиското на дополнување. Ова е втора победа за вардарци против романтичарите за само неколку дена, откако претходно ги совладаа во Суперкупот на Македонија. Лидерот на табелата Шкенди исто така славеше. Тие на домашен терен со 3:1 го победија тимот на Силекс, иако од 54-та минута беа со играч помалку. Во останатите надпревари Брегалница Турново 3:0, Царев двор Шкупи 0:2 и Металург Кренова 1:0. Арсенал и Рома постигнаа по 5 погодоци. Севилја забележа првата победа во сезоната. Луис Хамилтон победи уште еднаш оваа сезона, овој пат на јапонското Гран-при. Меѓународни спортски вести. Во седмото коло од англиската премиер лига, лидерот на табелата Манчестер Сити загуби на гостински терен против Тотенхем со 4:1, иако поведоа со голот на Де Брујн во 25-та минута. Актуелниот шампион Челси пак се спасуваше од пораз по водството на Њукасл од 2:0. Крајниот резултат на мечот беше 2:2. Ливерпул победи против Астон Вила со 3:2, а Арсенал постигна 5 погодоци во победата на гости кај Лестер. Нов лидер на табелата во Англија Манчестер Юнајтед, кој со 3:0 ја победи екипата на Сандерленд. Во германското првенство Бајер Минхен без проблеми славеше на гостински терен против Мајнц со 3:0, а Леверкузен го победи Вердер со истиот резултат. Шалке славеше минимална победа против Хамбург од 1:0. Актуелниот шампион во Италија екипата на Јувентус повторно загуби, овој пат од Наполи со резултатот 2:1, додека екипата на Рома во победата против Капри постигна 5 погодоци. Во шпанското првенство минатогодишниот освојувач на Европа лигата стигна до првата победа во сезоната откако на домашен терен со играч повеќе ја совлада екипата на Ваљакано. Крајниот резултат на овој меч беше 3:2. Барселона победи во мечот со Лас Палма со 2:1, но го загуби Меси кој заработи повреди и ќе отсуствува од терените неколку недели. Реал Мадрид пак не успеа да искористи предност од играч повеќе и на домашен терен одигра без голови во мечот со Малага. Новиот лидер во Шпанија екипата на Вилјареал во дербито на колото минимално со 1:0 го победи Атлетико Мадрид. Актуелниот шампион во Формула 1 британецот Луис Хамилтон победи уште еднаш оваа сезона. Тој на патеката Сузука за големата награда на Јапонија, иако стартуваше од втората позиција, успеа веднаш на стартот да го претекне својот тимски колега Росберг и на крајот да се радува на победата. Ова за него е 41 триумф во кариерата, со што го израмни рекордот на Ајртон Сена. На третата позиција трката ја заврши Себастијан Фетел. Во генералниот пласман Хамилтон е с големи предности и сега има 277 бодови, 48 повеќе од Росберг. Следната трка во Формула 1 е за 2 недели во Сочи. Хорхе Лоренцо, возачот на Јамаха, победи на трката за големата награда на Шпанија. Друштво на подиумот му правеа Дани Педроси и неговиот клубски колега Валентино Роси. Актуелниот првак во MotoGP шпанецот Марк Маркес не обезбеди пласман на домашната трка, откако по само неколку кругови излета од патеката. Во генералниот пласман лидер е Валентино Роси, кој сега има 14 бодови повеќе од клубскиот колега Лоренцо. Следната трка на календарот на MotoGP е за 14 дена во Јапонија.
Денеска имавме претежно облачно време. Да видиме какво време не очекува со стартот на новата работна недела. Тоа беа информациите за денес. Останете со нашата програма. Јас ви посакувам пријатна вечер.